Денеска дојдовме овдека за нашата иницијатива, каде што беше уредно предадена во Собранието на Северна Република Македонија. Истата се одложи поради не знаеме кои причини, затоа што законски нас треба да ни биде дозволено и овозможено сето тоа да функционира како што треба. Се надеваме дека зададениот рок кој што го кажа председателот, заменик председателот Чедомир Саздовски, дека ќе биде одржана најверојатно 6 и 7 мај. Се до тога што стануваме во прашалници зошто не ни е дозволено и зошто немаше кворум. Што е точно иницијативата? Што барате? Иницијативата гласи за промена на сегашниот закон кој што стои здравствена заштита задолжително да биде преименуван по право на избор од родителите. Збориме за вакцинација. Да, каде што не сме против истата, значи јавно кажувам, не сме против вакцинација, него само сакаме сето тоа да биде ублажено и усмерено за родителите да имаат по голема сигурност во сето тоа што се случува со здравството денес. Што подразбирате под тоа ублажено? Да биде сигурно, значи сето тоа што ќе биде кажано како вакцина и кое што истото тоа е кажано како задолжително, да биде дозволено родителот да одлучи кога ќе вакцинира и истата таа вакцина која ќе биде наложена на детето да се вакцинира, за истата таа да има подкрепеност од каде доаѓа, што доаѓа, да биде сигурно, што се одржи внатре и луѓето да бидат сигурни, значи да престане оваа веќе игра со здравството, каде што е поминат рок, не е поминат рок, луѓето знаат, не познаваат, сето тоа сакаме да биде срочено и да биде како што треба. Тогаш луѓето ќе почнат да имаат некоја сигурност за да ги вакцинираат сопствените деца. Разговаравте со пратеници? Какво е општото расположение, бидејќи иницијативата може да проходи? За сето тоа не можам да кажам ништо, затоа што секој има свој став и секој има своje мислења. Поделени се, претежно гласиме како антиваксери, а не е вистина и не е точно сето тоа. Значи само се бориме за некои промени кои што се наметнати да бидат ублажени. И сето тоа да биде законски срочено како што треба. Значи, децата да се вакцинираат, вие барате, така? Ние не сме против вакцината, него сме за да родителите имаат право да си кажат свој став и своje мислење за вакцината. Да изберат. Изберат да не го вакцинираат детето, така? Да. Изберат, дали сакаат. Дали мислите дека во ваква епидемија на морбини во цел свет намалена вакцинација Не влегувам. корисна ваква иницијатива? Не навлегувам во тоа, се додека немам сигурност од страна на медицината и од страна на министерот за здравство, дека имам точно вакцина која е и зашто и како е, се до тогаш ќе има борба ние, родителите од оваа страна и Министерството за здравство. Имате во безбедноста на вакцините? Тоа нема сомнение, тоа јавно беше кажано. На тоа дека не е исправно и не навлегувам понатака во тоа, веќе беше јавно кажано. Дали стравувате дека се големи бројот може би на заразени, како што сега гледаме дека има масовно голем број на невакцинирани? Се зборувам, не сме тука да дискутираме за вакцините. Не дискутирам. Да бараме да биде право на избор, кој сака да го вакцинира детето, кој не, и да не биде вака насилнички како што беше со Не навлегувам во страната на медицината и во страната на правото. Јас само како родител се борам за своето право. Да го одржам своето право, да изберам како родител дали јас ќе го вакцинирам сопственото дете или не. И кога ќе го вакцинирам.